Windows 11 ќе добие повеќе новини со својата прва надградба оваа година. За разлика од темпото на надградби кај Windows 10, новиот оперативен систем од Microsoft Windows 11 ќе биде надградуван еднаш годишно. Истото важи и за Windows 10 од оваа година, систем кој и така последните години имаше една поголема надградба, додека втората беше минимална. Кога зборуваме за надградби, мислиме на тие со нови функции, додека месечните безбедносни надградби и тие со исправки на грешки остануваат да бидат редовно пуштани за корисниците. Според информациите на порталот Windows Central, корисниците може да очекуваат доста добра листа на новини кои ќе станат дел од Windows 11 со годинешната и прва надградба на овој нов систем. Тие исто така истакнуваат дека поголемиот дел од надградбите ќе може да се стават во категоријата на доработка на системот, односно надградби кои можеби би требало да бидат дел уште од првата официјална верзија. Без разлика на тоа дали овие функции веќе требало да бидат дел од Windows 11, се работи за одлични додатоци, па еве кои се дел од нив. Поддршка за виджети од трети страни. Лентата за виджети која започна како мал додаток на тасбарот на Windows 10 е одлична идеја од Microsoft, каде корисниците можат да ги видат своите наредни состаноци на календарот, временската прогноза, задачите во To-Do и слично. А тука е и листата со новости. Со годинешната надградба на Windows 11, лентата со виджети ќе добие поддршка за виджети од трети страни, а не само тие неколку што ги има од Microsoft. Со тоа, лентата ќе стане многу повеќе корисна, а и прилагодена на секој корисник. Според информациите, виджетите ќе може да се додаваат од апликациите без разлика дали тие се симнати преку Microsoft Store или не. Поддршка за Android апликации. Оваа функција е најавена уште пред пуштањето на Windows 11, па се очекуваше дека ќе биде дел од системот уште од неговата прва верзија. Тоа сепак не се случи. Така, па моментално се тестира на помал дел од корисниците, а на сите се очекува да им биде пуштена со годинешната надградба. Android апликациите се пуштаат на Windows 11 преку новиот Windows Subsystem for Android во соработка со Amazon, односно нивната продавница за апликации. Останати новини. Според информациите, Microsoft ќе даде поголемо значење на поддршката за ARM чиповите оваа година. Нешто што како и да е подобро е решено со Windows 11 за разлика од порано. Покрај ова се најавува и подобрување на темната тема на оперативниот систем, нешто што сега знае да не биде баш унифицирано на сите делови од корисничкиот интерфејс. Додатно ажурирање на достапните апликации од Microsoft се очекува да продолжи оваа година, а исто така се очекува и унифицирање на апликациите за имејл во една Outlook апликација. Исто така се најавува и враќање на дел од тргнатите функции од тасбарот, како на пример доста корисната можност за пренесување на датотеки на некои од апликациите на самиот тасбар. Не е јасно зошто од Microsoft ја има тргнато оваа можност. Мислевме дека се работи за баг на самиот почеток.